Асистирала на првата трансплантација на срце, но ниту тоа не било доволно, па чекала вработување и да почне специјализација уште неколку години. Идниот кардиохирург Сонја Граждани од клубот на млади лекари кои го кренаа својот глас и бараат достоинство и конечно да им се вреднува трудот, во подкастот Зошто зборува со што се соочуваат младите лекари и јавното здравство. Колку трае образованието на еден лекар-кардиолог? Па, покрај тие 6 години општа медицина, има после тоа и 6 до 7 години специјализација за кардиохирургија. Значи, тоа се многу години. А измеѓу има и дур да се започне со специјализација официјално, како што е во мојот случај, има и многу луѓе, многу други доктори го поминуваат овој пат, имат и неколку години измеѓу од кога ќе завршат факултет до започнат специјализација. Значи, се на се тоа може и 15 години да фати се. Колку чекавте вие специјализација? Па еве, речи си 3 години. Веќе чекам. Да почнете. Да. Цело време работевте на клиниката, дури и работите на клиниката. Така, што работите? Рамо до рамо со другите лекари или Па да, учите може само? да се каже да, зашто јас го работам тоа и асистирам на операциите. Секако не сум јас главен оператор, имам уште многу долг пат до тоа, меѓутоа асистирам на операциите на отворена операција на срце. Со вашите колеги го направивте клубот на млади лекари. Сведоци бевме на протестите кои се ставени во мирување на специјализантите. Зошто дојде до оваа ситуација? Од вашиот пример гледаме дека колку се чека. Искрено да ви кажам, мислам дека дури и доцна стигнавме во оваа ситуација. Ова не требаше да се дозволи да трае толку долго, затоа што поголемиот дел од тие специјалисти кои што ги гледате на клиника кога одите на преглед, поголемиот дел од тие специјалисти го имаат поминато овој пат. Тие имаат специјализирано со приватна специјализација. Тогаш било уште полошо поради тоа што приватните специјализанти не добиваа никаков надоместок. Овој надоместок кој што сега го спомнуваат од 26.000 денари, започна да се дава пред неколку години. До пред неколку години тие само плаќаа специјализација, 6-7 години, и не знам искрено како живеа. Волонтира. Па може да се каже дека волонтира. Значи тие специјализира, работеа исто, да не речам и многу повеќе од тие кои што биле вработени. Значи приватен специјализант прегледува пациенти, лекува пациенти, оперира, а се води како инкогнито, зашто работниот однос не му е решен. Тој не постои официјално на клиниката, а врши многу повеќе работа од тој кој што е вработен. Може и од некој специјалист прави повеќе работа. И допред неколку години тие не ни примаат никаков надоместок. Значи, овие 26.000 денари многу луѓе спасија. И покрај тоа што се смешни. И не би требало да остане на ова. Меѓутоа, тоа беше еден мал чекор кон тоа да се реши проблемот, меѓутоа остана на тој мал чекор. Мал чекор значи дека би требало да следи поголем чекор после тој чекор. Меѓутоа, беше многу охрабрувачки кога го воведоа. Меѓутоа, уште тоа се води само како хонорар. Тие немаат никаков надоместок покрај тој, немаат здравствено осигурување. Што прават кога ќе се разболат? Не можат, например, да имаат срце проблем, вашиот колега на кардиологија? Повеќето приватни специјализанти кои што јас ги знам, не ни одат на прегледи, зашто немаат здравствено осигурување. Немате ни пензиско? Ни пензиско. На породилно кога никак се оди? Да. Значи... Тие не добиваат ништо, а даваат премногу. Зашто тие буквално дремат на клиника, еве можам да ви кажам. Баш поради тоа што немаат никаков работен однос, тие немаат распоред колку сати смеат да работат, колку треба да си земаат одмор, тие само работат. Значи работат по неколку дежурства неделно, а дежурство е 24 часа. Не добиваат ни одмор после тоа. И врз сето ова да се додаде и тоа што тие не добиваат основни права, како и секој друг граѓанин на Република Македонија, Република Северна Македонија, тие не добиваат ни здравствено осигурување, ни пензиско, а даваат премногу за овој народ. Значи, тие се тие кои што врз чии грб се држи целата клиника. Добро, кој е одговорен кога се случува грешка, кризна ситуација, ако немате никакви права? Не би бил одговорен приватниот специјализант. Преди тоа што де јуро тој не е потпишан нигде, тој не се води како
доктор на таа клиника. А не ли се На хартија. грижат, еве, Се од грижат, директорите на клиниките, самите лекари, кога Тие препуштаат толку работа на специјализантот? тоа е одговорност на специјалистот, кој што ќе му ја даде работата на специјализантот да ја обработи. Целиот овој момент, каде што работат доктори без работен однос, оди врз исто така ризик и за самите пациенти. Значи, покрај тоа што не ги добиваат правата кои што ги заслужуваат докторите, за да имаат покомотна работа и живот, тука се стават под ризик и пациентите. Преди тоа што врз нив работат доктори кои што немаат регулиран работен однос. Тие не се запишани на таа операција официјално. Тие, навистина, специјализантот е во период на учење, нормално е да направи грешка. Мислам, и специјалист е нормално да направи грешка, сепак сме луѓе. Меѓутоа треба се знае процесот кој што следи после настанување на таа грешка, кој ќе одговара, како ќе одговара. Доколку не е запишан специјализантот кој што завршил операцијата, реално ние знаеме кој ја правил операцијата, се знаеме меѓу себе. Меѓутоа официјално тој не постои таму. Зошто тогаш и самите лекари специјалисти не се плашат, не се казнуваат? Има ли грешки, се случуваат ли често? Се И како случуваат. тоа поминува? Се случуваат грешки, тоа е нормално и очекувано. Не се случуваат често, секако. Меѓутоа, како поминува, обично поминува неказнето, обично. Меѓутоа, убаво е да се нотираат грешките и да се запамтат и да се дискутираат, за да не се повторат секако и да се научи од тоа. Меѓутоа, ако не се потпишеш дека си завршил работа, многу е полесно да направиш грешка. Зашто на крајот на денот па не си се потпишал дека си ти тој таму. Животот се во прашање. Па така. И останавте и чекавте специјализација. Што ве држеше покрај сите овие услови во кои работите да останете на клиниката? Најпрво желбата за работа и за учење. Второ, можноста која што имав помош од дома, кој што ми дозволува, јас го имав тој луксус да работам, а да не добивам плата, а да продолжам на работа. Зашто повеќето не го имаат тој луксус. Повеќето се откажуваат од нивниот сон и се вработуваат негде како општи доктори за да преживеат. И при тоа го забораваат својот сон, да работат на, не знам, неврохирургија, урологија или било што друго. Јас останав при тоа што можев и покрај тоа што се осеќав неценета, меѓутоа желбата за мене беше преголема. Таму бев неколку години, после тоа отидов, добив Фулбрайт стипендија од Американската амбасада, бев во Америка 1 година на студирање за срцева слабост, тоа што за кое што нашата клиника тука е специјализирана, и потоа кога се вратив, уште повеќе сакав да бидам таму, затоа што сега имав ново знаење. Така што можам да кажам дека тој пат е многу тежок и доктор кој што станува во Македонија, особено на свој трошок, е сериозно човек кој што треба да се почитува и да се вреднува. Тоа вреднување треба да го препознае и државата, при тоа што ако се мотивираат луѓе кои што решението го наоѓаат кај политичко членство, тогаш тие нема да имаат мотивација да учат повеќе и да работат повеќе. Зашто нивниот грб е заштитен од други луѓе. Нивната работа е гарантирана. Нивната работа е гарантирана. И ова ги полни со фрустрација останатите доктори, не само за доктори, ова е тема која што е актуелна во речиси сите професии, сите полиња во Македонија. И таа фрустрација понатака создава одбивност кај работниците, одбивност према работата, одбивност према усовршување и напредување, и се осеќаат како нивното општество да не ги цени и да не ги сака и да не ги посакува да се таму. Се осеќаат како да останува таму против државата, против волјата на општеството. Можете да замислите какви чувства тоа развива кај еден индивидуалец према државата. Тоа секако нема да биде патриотизам. Замислите ако тоа тоа е многу честа појава и веќе затоа и гледаме дека се губи чувството на љубов према државата тука. Дали дури чекавте работа и вие и вашите колеги се вработува по партиска линија, лекари добива специјализација, што се случува? Тоа е редовно, тоа е многу често. Тоа е нормална појава, тоа е многу нормално кај нас. И затоа викам дека тоа уште дополнително ги фрустрира докторите. Се објавува конкурс? Се објавува конкурс, конкурираат
неколку доктори и обично предност имаат оние кои што имаат поддршка од некоја партија. И тоа би рекла дека на некој начин и законот го дозволува, законот за здравствена заштита, поради тоа што има дадено право на директорот, тоа се нарекува дискреционо право, да вработи оној кој што тој мисли дека треба да се вработи. Што во секоја друга држава во светот исто така се функционира на истиот принцип, директорите имаат дискреционо право и во суштина тоа е добро право да се има. Зашто директорот знае најдобро каков карактер, каков лик, каков профил на доктор му е потребен на неговиот одел. И каква специјалност? Секако и специјалност, да. Или искуство. Да. Меѓутоа тоа спаѓа во критериумите кои што се поставени во конкурсот за вработување. Тука секако е вклучен и просекот и испитот кој што се полага при вработување. Меѓутоа, на крајот на денот, дискреционото право се оправдува со тоа што многу е битен карактерот и профилот на личноста. Дали е тимски играч, дали е соработлив, дали е дисциплиниран. Тоа не може да се покаже во просекот или во нешто друго на хартија. Треба да се процени од самото интервју. И затоа има логика дискреционото право. Меѓутоа, тоа се злоупотребува многу пати. И треба да се најверојатно треба да се работи на тоа да се условува дискреционото право, да речеме да се користи само на топ тројцата кандидати, кои што со поени, за да не биде сепак последниот на списокот, зашто има многу такви случаи, последниот со најмалку поени, тоа е тој кој што се вработува. Да, навистина е употребено дискреционото право, ама не е без логика, така. Значи, да речеме, се користи дискреционото право на топ тројца кандидати по поени и можеби да се подели, не само директорот, туку да се подели од комисија од тројца, за да биде заедничко донесено тоа. И со тоа се намалува, да речеме, влијанието од други страни, од други фактори. Главно вработувањата во последниве години беа според дискреционото право? Во најголем Тоа се користи. Дискреционото право се користи. Кога протестиравте, ми падна во очи што вие сите млади лекари, баравте достоинство. Каде исчезна достоинството? Достоинството, тоа е вистина, затоа што на вистина платата е многу битна за да се преживее. Меѓутоа, доколку не се осетиме ценети, доколку не осетиме дека државата сака ние да останеме, дека ние сме потребни на државата, ние не чувствуваме почит, не добиваме почит. Не се работи, значи, како што кажав, само за парите. Ние сакаме да знаеме дека тој кој што ќе вложи труд, тој ќе добие понатака. Тој кој што ќе учи, тој ќе добие напредување. Тој кој што пишува трудови, тој кој што оди по конгреси, тој кој што учи повеќе и работи повеќе, тој ќе добие повеќе работа. И тој ќе се унапредува. Затоа што ако се рекламира напредување врз основа на други фактори кои што не се поврзани со науката и медицината, тогаш ги охрабрувате сите останати да се фокусираат само на тие фактори. Изнаоѓање врски, контакти, влијание во партија или слично. И не се охрабрува учење и напредување. Дали треба да се укине приватната специјализација? Дали е тоа вообичаено да има приватни специјализации? Тоа не е вообичаено. И тоа е нешто уникатно за нашата држава. Затоа што сегде друго, приватен специјализант е нормално вработен доктор кој што се доспециализира и учи во текот на неговата работа и после одреден број на години стекнува некакво ново звање специјалист. Додека во Македонија тоа се нарекува како некој дополнително школо и ти го плаќаш школувањето, меѓутоа не се зема во предвид дека докторот работи. Навистина да, има неколку лекции кои што ги слушам, меѓутоа докторот работи, е вработен, има иста задача како и секој друг вработен доктор. Не би требало специјализација да биде приватна и да се плаќа. Секој доктор би требало да биде вработен, ако работи на одредена клиника, треба да биде вработен. Нормално, како и во секоја друга компанија. Ако работиш во некоја компанија, во некоја заедница, би требало да добиваш некој паричен надоместок. Да. И да имаш статус. Приватни компании плаќаат специјализации, не па државата. Има ли потреба од лекари специјалисти? Колкава е потребата? Има многу потреба, меѓутоа треба и тоа плански да се одреди, треба да се има некој долгорочен план. Да речеме, толку број на специјалисти ќе ни треба до 2030 година, треба да се распределат тие специјалисти во други градови.
Треба да се развијат и здравствените установи во помалите градови, да не биде Скопје единствен град во Македонија каде што можеш да добиеш некаков третман. И секако нека во последно време се доделуваат специализациите без план за воиднина. Може да се презаситат одредени специализации, а други да останат дефицитарни. Дали има млади лекари кои би работеле во болниците надвор од Скопје, бидејќи тие најмногу кубурат со кадар? Ако тие установи се развијат, да може да бидат функционални, да имаат оддели кои што ќе бидат добро опремени, оперативни сали кои што ќе функционираат, анестезиолози, за да може да се работи, сигурна сум дека ќе сакаат да работат. Затоа што многу голем дел од нивните семејства се во тие градови, не би сакале тие да се далеку од нив, а од друга страна имаат амбиции за напредување во нивната кариера. Треба се даде шансата за напредување во кариера и во други градови. Не, да не биде тоа резервирано само за Скопје. И за крај, дали сепак размислувате за заминување во странство со оглед на сите проблеми, но сте издржале прилично, дали таа опција ви е тука некаде секогаш? Таа опција може би постои, меѓутоа доколку ситуацијата се влоши во наредните 5, 6, 7 години, да речеме. Меѓутоа сепак имам надеж дека може да се смени и доколку се има желба, може да се смени преку ноќ. Зашто како пример, ни се еве соседни земји, еве и Албанија и Косово, кои што не се далеку од нас, од секаков социоекономски аспект. Во Албанија се плаќаат специализантите околу 1000-1100 евра месечно. Што кај нас толку се плаќа специјалист, а таму се плаќа толку специализантите. Така да мислам дека доколку тоа е нешто што може да се направи од денес за утре. Доколку тоа се направи, верувајте дека драстично ќе се смени ситуацијата. Многу докторите ќе сакаат да останат. Тоа е еден чекор. Следен чекор може да биде да се зајакне меритокрацијата. Доколку тоа се зајакне, уште поголем дел од докторите ќе сакаат да останат. И тоа се така неколку клучни моменти кои што треба да се решат за да се охрабрат да останат докторите. А верувајте, многу од нив сакаат да останат во Македонија. Поголемиот дел си одат само поради очај кој што ги обзема тука. Благодарам за разговорот. И благодарам вас. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме на нашите социјални мрежи.